Не треба особена најава. Цвета Динева денеска ние во оброкот на денот и за прв пат во оваа 2024-та. Бојка неколку пати до сега го слушавам, некако ми недостасува таа да биде повторно во етерот на утринска на Телма. Денес мала детоксикација, да се адаптираме, повторно се вратиме на здравите навики, нова годишна резолуција нова со тебе. И како ќе оцениш 2023-та и твојот контакт и релација со клиентите, како успешна? Успешна, како и секогаш, нормално се. И покрај сите лоши работи што се испослучија објективно и на светско и на ниво на нашата држава, секој пат се обидувам да ја задржам на позитивна енергија, затоа што она што го носам во себе, треба го надградувам за да можам да ти го споделам тебе. Ме разбираш? Па така да таа самоконтрола прилично ми е на високо ниво. Некој па знам да испукам по шавови, ама сама со себе се справувам, како да речам, не оптеретувам никого освен мојот супруг, да кажам. Па неопходни се понекој животни осцилации и тоа е дел од животот. Да, се обидувам максимално да работам на себе, да бидам со оваа енергија со која сум веќе 24 години во оваа работа. Велам, прво гледам себе си да се грижам за собственото здравје, не зборувам само физичко, физиолошко, ментално здравје, емотивно здравје, за да можам да подарам. И затоа не се сложувам кога ќе чујам реченица, јас за сите други гледам, за мене не. Не може јас на себе ако не гледам да ти помогнам тебе. Тоа не е случајно, така. Така да, и 2023 година покрај сите објективни негативни случувања, нормално се помина, почитуваната Цвета беше. И се надевам дека и оваа година продолжуваме нели со убава енергија. И да минуваме здрави навики, животни програми нови. Дефинитивно кога доаѓаат во диет клубот, во ЦД диет клубот, нови членови и тие што се веќе во теки цело време им буричкам во глава, викам, вие не доаѓате тука да држите диета за да слабеете, туку се обидувам да ви наметнам еден нов животен стил во секој поглед. Не е само храната, да, јас ви препорачувам што да јадете, што да не јадете, зависно од здравствена состојба, возраст и така натаму, но цело време инсистирам навечер да се легнува на време, да се има некаква минимална, барем физичка активност, пешачење, некои утрински вежби на растегнување. Се утепав еден дечко давајќи го да го гледаат 8 минути да ги вежбаат тие вежби и така натаму. Значи, се обидувам да им наметнам дека она што сега се случува во однос на начинот на живење е контрадикторно со природата на нашето битие. Ние се оддалечивме од природата и еве што ни се случува и на глобално ниво. Снег видовме, не видовме. Ни минатата година не видовме. Меѓутоа, она што можам да го направам е сама за себе, само зависи од мене. А дали ќе врне снег, навистина не зависи од мене. Тоа? Ама она што зависи од мене, од тебе. Секој сам треба да си биде кројач на собственото здравје, собствената среќа. А верувај ми, само здрав човек може да биде среќен. Не знам колку пари да има, не знам што да има, ако нема здравје, среќата, а што е целта? Ова, дури сме на ова постоење овде, значи среќата треба да самите да си помогнеме, да си одржуваме на едно ниво со сменети лоши навики пред себе исхраната и во начинот на живење. И она минување на телефон пред компјутер по 100.000 сати на ден не носи добро, не само физичко здравје, ментално здравје, верувај ми, некако и емоциите отидоа, некако се маргинализираат, оние суштински што ги имаме во себе, да се израдувам на ветрче ако дувна, да се израдувам кога ќе видам некого. Значи тие емоции веќе се дисбалансирани. Знаеш што, ќе ти заблагодарам што својата животна платформа ја користиш во служба на секој кој што е околу тебе. Така денеска ќе биде повторно убав здрав рецепт. Утрово најавивме паштета од туна, паштета од сардина, претпоставам дека ќе биде? Сардина пред се највеќе што ја препорачувам, сардина. Ти вели што е здравјето. Тоа е здравјето. Тука морам носот малце да си го без грижи. Да, затоа што нели зимно време жив човек. Без грижи. А и така имаме 3 денија во овој период. Инаку
често пати сме говореле за придобивките од омегата, меѓутоа и за жал кога имаме дефицит од истото, знаеме да имаме за жал. Значи вака, денеска прво да кажем што ќе подготвиме да биде фино пристапно и ова што ќе го правам сега да биде една инспирација и дома да се направи вакво нешто од време на време, затоа што навистина е многу едноставно. Овде имаме риба, сардина, туна, чисто заради тоа што луѓето се навикнати на вкусот на туната, и инаку кога би рекла што и како и што кажувам, која риба да се користи, тоа е сардина, сардела, скушата, најефтината риба е најриба во смисол на нашето здравје, затоа што содржи фантастично високо ниво на омега-3 есенцијална масна киселина и што е многу битно е природна, не е товена, не е сардината товена, сарделата не е товена, харингата, тие ефтини риби не се товени, не се мрестени колку мене што ми е познато сардини. Кој мрести сардини? Ама оние скапите риби, не велам да не се јаде лосос, орада, бранцини, така натаму, зубатаци, ама сите тие горе-доле се човекот ги одгледува. Не е тоа најприродно, а инаку они трчани од лосос, само во Норвешка што го има околу 45 евра килограм. Тоа е деликатно како да се разбереме, мислам, никој нема против тоа, ама кај нас тешко да го има. И сега да направиме една паштета. Квалитетни масти. Да, која што може во фрижидер да стои горе-доле околу неколку дена, еве, дури и недела дена, да, ќе ставиме повеќе лимун да држи како конзерванс. И така, убава паштета ќе биде покрај рибата. Засебно ќе биде една со сардина, една со... Не, ги наеднаш ќе ги ставам, се вкупно, да. Значи, дефинитивно маслинки ја ставам во се нешто кај што ќе стаса. Знам дека го практикуваш секој пат, да. Затоа што има мононезаситени масноти, значи се убави, здрави масноти. И покрај тоа зеленчук, еве, нели, шарен зеленчук има и замрзнати, слободно, без да се варат, може да се стават, за да дадат свежина на нешто што е сирово. Значи секогаш нешто сирово. Епа ние сега овде немаме многу сирово, освен маслинките, ама затоа ќе ставиме крупче од домаче, од озгора, крставичка. Како викам, ние јадеме свежа салата, односно свеж зеленчук со нешто таму што не е приготвено термички. Тогаш ќе бидеме здрави. Значи, кромидот како свеж влегува во составот, без кромид ништо не бидува. Моите внуци кога јадат риба, значи ако има салата, ако нема кромид, не почнуваат со јадење, верувај ми. Значи, бабо, дај тоа кромид од каде, не е важно дали е млад, стар кромид, воопшто не е битно. Да почнеме сега, јас ќе зборувам исто за значењето на омега-3 за нашето здравје, ама нели да не ни летне времето. Слободно. Еве јас вака кромидот со раце ќе го ставам. Нели дома со раце правиме или со ракавици? Душа, така се дава душа во храната. Со ракавици не сакам да готвам, зошто? Затоа што е пластика. Прво е пластика и пластиката по дефолт не е препорачлива, да не зборувам зошто и како. Второ ми е толку стерилно тоа со ракавици да се готви, освен значи некој пат ако треба да месиш нешто со раце вака пред камера, инаку дома да ставам ракавици кога месам. Ти се молам, тоа не доаѓа во предвид. Сега ќе гледам да не ставам. Тука имаме две конзерви ставивме, така се правиме ние. Да, две конзерви. Знаеш што, јас сега ќе бидам предпазлива да не го пренатрупам со состојки блендерот, зашто сакам мазно да ми направи се, па на две тури ќе ставиме. Еве вака. Варивото, односно тука имаме има гравче, грашак, морков, пченка. Значи, знаеш дека сега последно време го практикувам, оној ситен грав го има по маркетите, си го барам. Преубај цацер. Цацер. Цацерот е многу, има и каков вкус. И само со вода го варам, малку вегетка и... преубав. Знаеш ли како треба секој гравче да се подготви? Се разбира без запршки. Сега вака ќе го сечам јас лимунот. Збориме сега за лајшки, за првата вода која што се фрла или... Од вечер, значи... Да го покиснеме? Го покиснуваш во вода. Утрото ја фрлаш таа вода и да ти објаснам зошто, може? Слободно. Кога киснат зрната, дали се мешунки, дали се житарки, дали се семиња, не е важно, или јатки, кога киснат во вода, се ослободуваат од фитатите,
од витинската киселина и само тогаш може да ги искористиме минералите кои што се содржат во дадениот плод, дали е семка, еве, сега неколку семки ќе извадам, ама неколку и ќе оставам. Знам дека тоа често го практикуваш. Има лаетрил, односно B17, па зошто? Сега има тие цијанид, ама на толку малку семки нема ние од цијанидот да страдаме. Ево, оваа семка намерно ќе ја оставам. И сакаш да ми кажеш, збориме за да речеме, не знам сега, киноа, просо, ове се од вечер да се стави на... Не, тие просото, киноата, амарантот, тие ситничките доволно е половина час. Пред да се приготват. Саат време пред да се приготват. Овие потврдите како што е гравот, како што е, да речеме, леќата, тие треба подолг период да се... Чеки сега се концентрирам, сол не ставаме, маснотија не ставаме, затоа што е ова доволно масно, не ја ставив туната воопшто. Еве сега ќе ја ставам туната. Значи, не ставам сол од проста причина со што сето ова е солено, нели? Апсолутно. Од И самите рибата до маслинки да. и рибата сама. Еве ми го капакот. Оп. Добар процесор е неопходен, секој пат велиме. Дефинитивно, ово е баш најдобар во свет. Знам некако. Ово е дефинитивно оној number one. Нема. И сега има некои имитации ваму таму. Не е тоа. Може ли да зборувам дури работи ова чудово? Мислам дека да, нема да биде проблем. Апропо омегата. Да, за омегата. Еве сега шпино, супер. Супер. Маестрално. Сега значи можам да додадам дополнително. Штом вака ми почна да ми миле за мерак. За мерак. Подржи Значи, советуваш цел лимон да се стави, не да се истиска, да речеме. Цел лимон, зошто? Затоа што во ова белото овде, белото што останува дел во лимонот што го ставам во блендер, значи тоа се биофлавоноиди, многу силни антиоксиданси. А рековме за да ни прво С витамин да не правиме муабет, нели тоа се знае. Така е. За да сега вака, ајде, ќе ставам и од ова. Гледаш како се мислам, па се враќам. Ајде, дозволува, бидејќи, како што велиш, супер нитрен со процесорот. Супер. Ајде, сега ќе видам како ќе биде, па да ја дотурам и туната. Добра? Супер. Ево вака. Значи, за да бидеме здрави, треба да конзумираме здрави масноти. Здрави масноти, значи да не кажам кои групи заситени, не заситени, да не ги заморувам луѓето, многу е битно на дневно ниво да внесуваме. Еве, пак ќе внесам овакво од рибата. Таман, супер, браво. Машала. Супер. Опа. Ајде, Цвета. Држи тука. Супер. Еве, ајде, превотно. Одлично. Бога ми ова баш има за цела седмица паштета. И сега ќе дотурам да ти кажам и од маслинките, заради тоа што се многу здрави, ама и шмек си даваат така малку и семфот сега. Семфот е нешто феноменално, не знам дали знаеш. Како не сме говорили за... Потеклото. Да. Запамти? Да, од Дижон. Така? Да, село во Франција, во кој што има манастир машки и тие го измислиле тамо семфот и затоа дижонскиот е најквалитетниот во светскиот. И мисля вкусот е... Да. Редкост. Ама добро. Супер. Таман за final touch. Нашата паштета од... Успешно. Да. Еве, вака. Успешно за почетокот на година. Сега, значи, останува да кажам некој збор, не некој збор, малку повеќе за омега 3, што значи.
Омега-3 и омега-6 се есенцијални масни киселини. А што значи тоа есенцијални? Тоа значи дека нашиот организам не може да ги создаде и мораме да ги земеме преку храната. Сега да засечкам ова, знаеш, малце за декорација ќе биде фино. И супер што рече освежителност ќе даде на целиот концепт на паштетата. Супер. Ете така, значи есенцијална масна киселина која што од која што зависи нашето здравје, ама во буквална смисла на зборот. Што се таа регулира? Таа регулира ниво на маснотии во нашите крвни садови. Значи, не дозвола создавање на тромбови, на никакви закрчувања на крвните садови. Значи, ја држи во одлична кондиција да има проток. Нашиот, кардиоваскуларен систем. Исто така, коските, дали ќе добиеме остеопороза, остеопенија, артрози и лево-десно, многу зависи од тоа дали редовно, доволно конзумираме омега-3 есенцијална масна киселина. Исто така, нашиот мозок, значи мозокот му требаат, нели, соодветни масноти, а тоа се тие омега-3 есенцијални масни киселини. Општо земено, омега-3 есенцијална масна киселина делува антивоспалително во нашиот организам. Значи не постои организам, не постои возраст, нели на бебињата им се даваат одма во капки, пробиотик со D3, со омега-3, така. Значи не постои болест, не постои состојба на организмот каде што би се реко стоп тука омега-3 не може да дојде. Напротив, секој од нас треба да зема омега-3 на дневно ниво. Порано, соодносот на омега-3 према омега-6 во нашата исхрана, значи омега-3 према омега-6, двете се есенцијални. Беше избалансиран повеќе? Значи беше 1:1 во човекот кога почнал да постои истражувања, научни тоа го докажале. И потоа се прифатило 1:3. Денешно време веќе 1:30 во полза на омега-6. А таа омега-6 делува фантастично воспалително. Сите луѓе кои што конзумираат многу омега-6 на дневно ниво, а ќе кажам каде ја има и тоа да се одбегнува, страдаат од воспалување на крвните садови, страдаат од артрози, ревматични артрити, автоимуни заболувања, предиспозиции за создавање Алцхаймер, Паркинсон и така натаму. Значи, ние треба се трудиме омега-3 на дневно ниво максимално да земаме и тоа нели преку храна. Како преку храна? Пред се овој зимски период рибино масло бе на гладно од сава или една супена лажица. Супена лажица. Рибино масло, така? Така е. Храна риба да ја имаме барем 3-4 пати во неделата. Немам ништо против да биде и почесто. Но, ајде да земеме да мачкаме во тоа време, знам дека со оглед на времето само ќе потсетиме дека ќе го најавиме и првиот концерт на Националниот џез оркестар во Национална опера и балет. Официјално знам дека и со Гоце Стефковски пред речиси една година календарска најавивме и дадовме аплауз за институционализирање токму на Националниот џез оркестар. Така што во моментот ќе побараме Цвета јас и ти реклами, ќе им дадеме предност на Гоце Нивана, па јас и ти може на крајот само да ја прикажеме ова креација. Така што реклами. И како што најавивме, во продолжение го најавуваме првиот концерт на Националниот џез оркестар, кој што ќе се случува на 23 јануари во 20 часот во Националната опера и балет. И токму по тој повод во нашето студио во утринска на Тилман и доаѓа Гоце Стефковски, кој што е директор на Националниот џез оркестар. Гоце, добро ни дојде. Добро ве најдов. Имаме прилика заедно да го најавиме првиот концерт на Националниот џез оркестар, што верувам дека за вас е еден голем и предизвик и задоволство и нели исчекување во дружење со македонската џез публика. Така е. Официјално, значи, од месецов почнуваме со редовна програма на оркестарот. Ги завршивме сите обврски до крајот на 2024 као дружење на џез музичари. Као ЗДЖМ, така да годинава ја стартаме во една малце, да речеме, повисока правна форма и се надеваме дека ќе поствариме многу добра програма и концерти, така да ќе биде општо задоволство за сите. Така, овој концерт ќе представува, како што најавувате и соопштувате, еден вид симбиоза
на Big Band творештвото на истакнати македонски џез автори од повеќе генерации и со него свечено ќе биде отворен, односно одбележан почетокот на концертната сезона на оркестарот, па може малку повеќе за тоа што ќе биде дел од овој прв концерт и што ќе има можност публиката да чуе. Јас би сакала и нели да ги погледнеме во исто време инсертите кои што ги имаме подготвено, односно ги имаме тука во Тилна, токму Националниот џез оркестар. Околу програмата имаше неколку опции за отварањето, меѓутоа се одлучивме сепак да направиме концерт со домашни автори, да си го представиме нашето творештво на, сакам да кажам пред се, на луѓето кои што веќе долги години се во оваа област на музиката. Така да знам дека ќе бидат изведени композиции од Шпато, од Кире Костов, Илија Пеовски, Владимир Николов и од помладава генерација. Мислам дека Гордан Ботев, Илија, Иван Петровски и не знам, Джијан, така. Можда и моја некој има, не знам. Така, за месеците кои што следуваат, барем од она кое што го имате и во пишаните интервјуа по повод или оваа нова година, внимателно избран репертоар кој што ги следи и актуелните трендови во џез музиката, но вклучува и изvedба на џез класици од домашната, како што рековме, регионалната и од светската џез сцена, но најавувате и гостување на еминентни музички имиња. Точно, се уште не би сакал да ја откривам комплетно програмата за годинава од причина што делот од настапите кои што треба да ги имаме со гостите од странство се подпишани и договорени, меѓутоа останува да ги завршиме сите уврски, да бидеме на чисто и потоа ќе објавиме програмата за цела година. Као нормално информација ќе има јавноста и точно е дека вклучува светски, регионални, па и домашни, да речеме, озбилни дејци во џез музиката. Дејци поише се мисли на друго, меѓутоа да не. Да, дали сметате дека имаме ние доволно испромовирана музичка џез сцена и дали досега од она кое што се обидуваат и генерално џез музичарите да го направате и малку да доближат светската џез музика до нашата домашна публика? Од секогаш, барем јас од кога се занимавам со ова, во Скопје и генерално во Македонија постојат музичари кои што активно нели учествуваат во создавање и креирање на ваков стил на музика или правец во музиката. Нормално имаме прекрасни музичари, затоа и имаме и оркестар сега, да не беа музичарите, немаше да имаме ни оркестар, нели. Има страшни композитори, има млади групи кои што се занимаваат, има се надам дека во изменатиот период, да кажеме од овие 10-15 години, се појавија најверојатно покрај факултетите за музичка уметност, што имаат џез оддели отворени. Има доста млади луѓе кои што се занимаваат со овој правец на музика, дел од нив кои продолжија школувањето надвор, дел останаат тука, творат, албуми има секојдневно. Мислам дека PMG исто издаваат некоја, да речеме, дел, креираат сцена, да кажем, имаат активно учество во тој дел. Ние како ЗДЖМ исто имавме до пред некој време, ќе видиме понатака како ќе продолжи. И дали ќе продолжи. Значи, генерално е добра состојбата, она што недостасува, мислам дека е таа конектираност малку, да кажеме, со таа европска или светска сцена, меѓутоа активно учествуваме во сите можни, да кажеме, добри сценарија за да го направиме тоа, да се отвори пат и за овие генерации, меѓутоа и за генерациите. Што доаѓаат да бидеме малку помобилни во
концертирањето на европските сцени и се надам дека ќе успееме во тоа. Да, желата е тука, амбицијата е исто така и веројатно со работа и труд и фокус кон тоа веројатноста е голема. Уште две прашања еве со што ќе го заокружиме денешниот разговор. Следното е, бидејќи најавуваме прв концерт на Националниот џез оркестар, колку ваквите концерти овозможуваат да македонските џез музичари се истакнат себе си или го покажат сето она кое што го знаат и умеат на сцената? Со оглед на тоа дека се работи за џез оркестар, значи сепак е организирана музика кај што нели композиција, аранжмани за тој вид на оркестар, за биг бенд конкретно, кој што брои 18 луѓе со диригент 19. Учесниците, односно членовите на оркестарот имаат и такаква можност нели да како солисти на одредени композиции да се лоцират себе си, би рекол, и нормално во контекст на музиката. Меѓутоа пак да, имаат можност, ако е тоа директно одговор на вашето прашање. Речем, не се мали групи, не се бендови, така да, имаат. Одлично, ви постакувам уште многу концерти во иднина, односно во текот на следната година и се разбира овој прв да биде навистина успешен за сите оние кои што не си набавиле карта, да кажеме дека можат билетите да се набават онлайн, така? Да, на МК Тикетс продаваме, да речеме, некоја символична цена. Така. И да подсетиме, датумот е 23 јануари, времето е 20 часот, а местото е Националната опера и балет. Така е. Ви постакувам успех во Националниот џез оркестар и сето оно што имате како цел да го остварите, а ќе се видиме во следна прилика со новитетите. Да ги споделиме. Ве благодарам, поздрави до публиката ваша и така. Така е. А ние сега само еден краток поглед ќе свртиме кон кујната да видиме до каде се Цвета и Марко со денешниот рецепт. Да, Гоце, секоја чест, пријателе, за почетокот на годинава, додека говорите сигурно, практично Цвета вели, обожавам џез, обожавам блуз. Така што ќе ги поканиме уште еднаш. Тоа слушам на работа задолжително, дури работам. Стимулација. Едноставно не функционирам без тоа, не знам како да кажам. Тоа се бранови, сето Баш тоа се во да. бранови се претвари. Тие бранови, дали ги примаш или не, тоа е индивидуално. Значи, јас лично, слово блуз, слово џез, дефинитивно обожавам. Едноставно обожавам. Поверете на концерт. И тоа да Ќе знаеш. Прв концерт во низа и за крај, ова е нашиот денешен оброк на денот, паштета од туна и сардина, како заокружување со нашата Цвета Динева за оваа И што убаво седмица. си декорирав. Прекрасно. Ги доусовршуваме нашите Не креативи. го довршивме тоа, ама како и да е. Цвета, ти благодарам уште Значи, еднаш. повеќе риба во рамки на денот, а наутро да се пие рибино масло, оние што не го поднесуваат, нека пијат зрнца оние рибино масло, тоа е И сосема омега-3. Една мала суплементација во зимскиот период навистина ќе биде потребна. Завршиме голема работа. Тоа беше нашата Цвета Динева и Гоце Стевковски. Ве каниме секако од понеделник на нови премиерни епизоди на Утринска телма и се гледаме секако. Убав остаток од викендот. Чао, чао.